Од клупите на музичкото училиште во Битола имаат излезено голем број на пејачи кои што денеска се успешни на македонската музичка естрада. Еден од нив е и денешниот мој гостин, но пред да ви откријам за кого поточно станува збор, ќе ви кажам само неколку зборови кои што ќе ве асоцираат на него. Сигурна сум дека се сеќавате на харизматичниот прилепчанец кој со својот глас како учесник во регионалното талент музичко шоу Звездите на Гран го освои целиот Балкан. Тој од емисија во емисија стануваше се подобар и за него се зборуваше се повеќе и повеќе. И слободно можам да кажам дека не случајно се најде во големото финале на Звездите на Гранд, каде што го освои 4-то место. Сигурна сум дека веќе погодувате за кого станува збор. Во денешното издание на емисијата Од блиску со, мој денешен гостин е прилепчанецот Ален Хасановиќ. Магла пак ме покрива, мирисан на неволја, ноќва сум ти така сам. Улици накиснати, прозорци расплакани, каде ли си, бар да знам. Од небо нек се спушта и громови на душа, само да ти слушнам глас. Признавам пред светот, ке го минам векот, да те најдам ради нас. Не можам од тебе да оздравам, сета љубов дур сум жив, на тебе ја потрошив. Светот мој, минус тебе во него, она што ќе остане, малку малку е. Ален, морам да ти се заблагодарам пред се за одличната изведба на песната Громови на душа, покрај тоа што сите знаеме за твојот прекрасен глас кој што го поседуваш. Сега имавме можност да се увериме и дека одлично свириш. Па, еве пред се здраво на вас и голем поздрав до гледачите на вашата телевизија и чест и задоволство ми е да пеам секогаш сум тука ја за вас и затоа и постојам нормално. Да пеам и да ширам љубов со песна. Така, ти благодарам што прифати да бидеш мој денешен гостин во емисијата Од блиску со. На самиот почеток морам да кажам дека не случајно како наша локација го одбравме токму музичкото училиште во Битола, бидејќи еве за оние гледачи кои што не знаат, ти дел од твоите години помина токму тука, каде што учеше средно образование. Еве верувам кога влезе во овие простори и ти се наврати оние спомени од средношколските денови. Какви се впечатоците од тогаш? Сега баш драго ми е што токму го одбрав на ова место каде што на некој начин почна и мојот допир со, ете да кажам, со професионалната и таа вистинска музика. Тука прв пат дојдов кога го полагав првиот приемен испит за да бидам примен воопшто во музичкото училиште и тука држев часови во училиште по клавир и имам тука многу сеќавање и го сакам ова место и верувајте дека сега да можам, сега би се вратил повторно тука. Така, гледано од овој аспект. Во помлади години нормално. Така, во секој случај, гледано од овој аспект, нели секогаш радо се сеќаваме на оние среднешколски денови, но сигурна сум дека тогаш, барем сите кога учевме средно, сакавме нели да поминат тие години па побрзо да порасниме. Меѓутоа кога ќе пораснеме сакаме да се вратиме назад. Точно, баш точно така, нели гледавме што почесто да бегаме од часовите, да не одиме. Дали можеби ти беше од тие ученици да бегаат од часови или беше примерен ученик па, кој добро, што знаете секогаш како присуствуваше?
Не сум бил бубалица никогаш, мислам, бев, ете да кажам, добар ученик, не бев ништо ни посебно некој ученик, да се каже дека учев многу. Ја сакав музиката, затоа се запишав в музичко училиште, уште во основно училиште кога бев јас на моите родители дома им реков морам да запишам, значи средно музичко, затоа што сакам да бидам музичар и сакам да бидам образован, што се однесува и до музиката и до пеењето, така да и затоа се запишав и ете што се однесува до учењето, не бев некој ученик посебно нешто да кажам, меѓутоа учев, да. Учев и многу научив и благодарност нормално до сите професори од Битола и од музичката академија од Скопје, од кои многу научив. Така, како што кажете, ти уште од мал си ја имал таа љубов кон музиката, слободно можам да кажам дека сигурно се радува што твојот сон уште како мал се оствари, токму сега се остварува. Па секако мојот сон се остварува затоа што јас имам зацртана цел во животот и мислам дека секој човек треба да има, затоа што само така може да се успее, па ете, јас на некој начин и успеав со појавувањето на шоуто Звезде Гранда. Тоа беше мојот, да кажам, најголем успех и едно шоу што ми донесе многу голема популарност и се надевам дека таа популарност ќе ја задржам. Се уште трае самата популарност, морам да го признам тоа. Малку подоцна во текот на емисијата тек имаме можност барем накратко да се навратиме на твоето учество во регионалното музичко шоу Звездите на Гранд. Се уште би сакала да се навратам на оние твои средношколски денови, бидејќи дел од твојот живот ти го помина токму тука во Битола, во студентскиот дом, ако не се лажам, Мирка Гинова. Како не, да. Ете, какви се твоите денови, твоите впечатоци токму од тие средношколски денови тука во Битола, како се сеќаваш на нив? Дали може би има некоја интересна случка, интересна анегдота од тие денови? Искрено, кога првпат се запишав тука, ми беше многу тешко да се навикнам. Знаете, имам само 13 години и првпат се одвоив од дома, уствари, од моите родители со кои сум многу поврзан. И првите денови ми беше многу тешко, што дури сакав и да се отпишам од музичкото училиште, меѓутоа длабоко во мене беше таа желба, ајде ќе завршиш и ете. И завршив и средно и музичка академија. Имаше многу случаи, верувајте, ако почнувам да издвојувам, има многу анегдоти и свашта се случуваше стварно и така да сето тоа ќе ми остане едно многу во сеќавање. Така, сепак убави сеќавања, убаво е од време на време, барем малку да се навратиме на тие денови. Верувам дека неизбежни од средношколските денови беа другарувањата, прошетките по Битола. Ете, колку сега и дали воопшто одржуваш контакт со некои од тогашните другари кога учевте тука во Средното музичко училиште во Битола? Па сега јас учев тука 2 години. Прва и втора година Средно музичко училиште ги завршив тука, потоа се префрли во Скопје. Но секако сите другари кои што ми беа тука и потоа се запиша и ти исто на Музичка академија во Скопје, така да си останавме во контакт и денес сме во контакт. Се дружиме, свириме заедно, пееме кај што ќе се сретнеме, така да тоа е тоа. После нели на средно образование, во една прилика ми кажа дека често доаѓаш во Битола и дека Битола си ја чувствуваш како дома. Па секако, Битола често доаѓам, Битола е убав град, има некој посебен дух во Битола, има убави девојки и Битола е Битола. Така, кога доаѓаш во Битола, каде најчесто одишете, некои омилени локации кои што сакаш да ги посетиш? Па знаете, одам сегде, сега не би почнал да издвојам, ќе почнам да правам реклама, мислам. Одам сегде, стварно во сите кафулиња, во сите клубови, така да сегде може да ме видат битолчани и во Битола и во Прилеп, затоа што тука блиску сме. Така, тука се и настапите во Битола, да не ги изоставиме нив кои што навистина многу повеќе настапи имам во Битола него во Прилеп. Така, значи битолчани појке те сакаат. Па, не знам, може да се каже. Дали може би си размислувал да се преселиш некогаш во Битола или... Па за тоа не знам, мене најмногу за сега искрено би ми одговарало да се преселам во Белград, затоа што барем 2 пати во неделата одам во Белград, сигурно затоа што има многу обврски емисии, снимање во Гранд телевизија и цело време сум таму и така да може би тоа и наскоро ќе биде да
да се преселам и таму. Така, нели, како што велат, каде што ти се Ништо не се обврските, знае, каде меѓутоа, што е да, работата, баш така. таму и одиш да живееш, ете. Зошто да не е и таква причина кај тебе? Како што кажав, малку Ќе видиме подоцна каде ќе ќе ме го одведе оставиме. судбината. Така, во секој случај, таа професионална работа за малку подоцна ќе Сега. оставиме. Сепак би сакала да те долова малку повеќе на нашите гледачи, бидејќи целта е и таа на мојата емисија да откриеме што повеќе детали за тебе, како од професионалниот план, така и од приватниот живот. Ете, ќе те навратам на оние денови кога беше ти мал, како што кажа на самиот почеток, љубовта кон музиката ја имаше уште од млади години, Баш но така. колку на самиот почеток ти ја имаше поддршката од твоите блиски, дека нели сепак поддршката е она што е најбитно пред се? Па поддршката од моите блиски имав најмногу, посебно од моите родители, од мојот татко, кој што порано и тој беше музичар, свиреше, меѓутоа ете неговите родители немале услови во животот да го школуваат и да израсне во професионален музичар и сето тоа го насочи кон мене, така да јас станав музичар и по негова желба и по своја желба секако. Поддршката многу значи од родителите и од своите секако, така да без таа поддршка никој не може да успее, јас мислам, во животот. Така и поддршката се уште трае, бидејќи Па, нели нормално дека татко ти е трае, сега сега. заслужен за И оние татко ми, договарање мајка ми. на настапи. Добро, но пред себе рекла поголема улога може има твојот татко, Па да, бидејќи тој да. е улога на твој менаџер. Секако. Па добра, и не е менаџер. Сега јас имам официјални менаџери ми се од Гранд продукција, така да пред да се пријавам во Гранд продукција, некои свирки што сум ги имали и некои настапи се тоа дело преку татко ми, затоа што многу добро ја знае таа работа, така да добро се снаоѓа во улогата менаџер. Така, во секој случај, бидејќи како што кажав, целта ми е да откриеме што повеќе работи за тебе, кога не треба да отпатуваш за Белград, како што кажа, многу често одиш таму, или кога немаш некои ангажмани тука во Македонија или некои настапи. Она што ме интересира е како поминува еден твој ден без работни обврски. Кога си слободен, што е она што го правиш? Како поминува? Па зависи навечер во колку саат ќе легнам и Значи, сигурно знаеш ако да легнам сагласиш касно, до па касно. сигурно ако легнам касно ќе се разбудам пак касно, така да денот можеби некогаш не го ни гледам. Нормално како и на секој човек, значи меѓутоа јас сум многу поврзан со музиката, цело време свирам. Сега во последно време почнав да одам и на теретана, малку морам да спортувам затоа што почнав да осеќам нешто што ми треба. Мене ми треба тоа затоа што на свирките повеќе немам некоја сила, затоа што сум млад и сам си реков ајде одам на теретана, морам. Ми треба сила да ги издржам тие свирки, верувате, не е лесно да пеете 2-3 сати, 4 без престан, така да ете и тоа добро дојдено е. Така, во секој случај, освен нели за настапите, убаво е тоа и за добриот изглед. Па секако. Мене искрено повеќе ми да тоа е најдобро за здравието. Изгледат мање више, како што викаат, значи. Во секој случај потполно се согласувам со тебе. Јас мислам така, сега тие што мислат подруго, нека си го задржат мислењето. Така, колку често знаеш да излезеш ти на кафе со твоите пријатели, колку твоето време му го посветуваш на твоите пријатели, на твоите блиски? Па со оглед на тоа дека немам многу време, ајде наоѓам време да одам на кафе, меѓутоа немам време како сите други. Посебно тука ние на Балканот, ние балканците сме посебно нешто. Најмногу време имаме за кафе. Јас немам толку време искрено за кафе, затоа што како што кажав, цело време патувам дали Белград, дали Сараево, дали негде во диаспора, скоро се вратив од Италија, имав таму некоја свирка. Така да кога имам време, јас сум секогаш тука за моите пријатели, за луѓето кои што ме сакаат и кои што се дружат со мене. Така, јас на вистина имам уште многу прашања да ти поставам, како повторно ќе се повторам самата себе си со цел да откриеме што повеќе работи за тебе. Како што кажам, многу често доаѓаш во Битола, многу често знаеш да седнеш некаде, да поуживаш во некое место. Освен тука во Средното музичко училиште, би сакала да одиме и на една друга локација, но во секој случај ќе оставам за изненадување на нашите гледачи. Секако. Ален, ти на самиот почеток на емисијата кажа дека регионалното талент музичко шоу Звездите на Гранд на некој начин те беше одскочна даска
За оние гледачи кои што не знаат, јас ке спомнам дека пред да се пријавиш на ова шоу, ти учествуваше на повеќе талент шоуа во Македонија. На сите талент шоуа во Македонија поточно. Така значи. Меѓутоа нигде не успеав и што ми е многу жал. Секогаш е така да мора да заминеш надвор од државата, другите да те приметат, па за твојот народ да те признае дека тоа е така. Меѓутоа тој случај не е само со мене, тој случај е со многу изведувачи и со кога беше X Factor со Даниел Кајмаковски и со уште многу други таленти кои што не биле забележани и приметени тука во Македонија. Така да јас решив да се пријавам на грант и фала му на Господ успеав. Тоа што си го замислив јас полека го остварив и полека си го остварувам уште понатаму. Така, дај Боже, се што имаш замислено да стане реалност. Како дојде до тоа ти да бидеш дел од талент музичкото шоу Звездите на грант? Па, повеќе пати сум кажал на многу интервјуа кои ги прават со мене. Јас на Звездите на грант не ни сакав искрено да се пријавувам, затоа што, знаете, кога цело време се пријавувате и некош ќе ви дојде све преку глава. И веќе губиш надеж, може би. Ја снимав тогаш мојата прва песна Кад си мене рекла иди и македонската верзија кога сватив. И решив ајде ќе пробам да понатаму без никакви шоуа. И кога дојде баш имаше реклама на телевизија и вика татко ми ајде вика пробај уште тука. Викам како да пробам, викам сегде сум пробал на сите шоуа сум бил, стварно не можам повеќе. Ајде вика за мене уште тука да пробаш и Значи тоа беше последната шанса. секако последната шанса и тогаш видов дека никогаш во животот не треба да се откажеме. Така да ете јас не се откажав, покушав за последен пат и успеав. Се согласувам потполно со тебе. Колку е самото учество во Звездите на грант го промени твојот живот, бидејќи би рекла преку ног стана познат не само во Македонија, туку стана познат во целиот Балкан. Па морам да кажам дека Звездите на грант многу ми го промени животот. На некој начин тоа е популарност преку ног. Меѓутоа, ете како што кажав, таа популарност преку ног некогаш е убава, некогаш е и не убава. Така да најбитно е што ќе направиме, мислам, сега. После финалето, после тие доделени места, кој како ќе работи, кој колку ќе настапува, така да јас мислам дека тоа е најбитно. И многу ми е драго што имам добар одзив од публиката. Ете, луѓето ме сакаат, не може сите да ве сакаат. Драго ми е што 80 или 90% од луѓето ме сака мене и таа музика која јас ја правам и ја создавам. Така е, Ален, јас потполно се согласувам со тебе, бидејќи нели во вашата работа пред се најважно е кога публиката ве сака вас и нели ја сака музиката која што вие ја создавате. Тоа е најбитно. Колку од една страна би рекла ти годи сета ова популарност или можеби од друга страна ете би ја нарекла ти пречи? Бидејќи нели сега си попознат, сигурна сум дека има такви ситуации кога излегуваш на улица, па многу луѓе трчаат по тебе, сакаат да се фотографираат или слично. Па, знаете како, искрено за сега уште не се сметам за нешто посебно популарен. Уште е почеток за мене. Имам уште многу да работам за да достигнам таа популарност која ја сакам. Популарноста сакам да ја достигнам затоа што сакам преку моите песни да луѓето да ги осетат оние текстови кои јас ги пишувам или некој друг, и тоа преку она емоција која јас ја давам, да се разменува таа позитивна хармонија која луѓето и треба да ја осетат секако. Затоа и ја сакам музиката, затоа живеам, мислам, за музиката и ќе ја работам музика цел живот. Така да морам да кажам дека ми годи. За сега ми годи, не можам да кажам дека не ми годи. Секој пејач што ќе ви каже дека не му годи популарноста, верувате дека ќе ме лаже. Така да мене ми годи, се надевам дека ќе продолжи да биде така. Не ми смета. Има некои периоди кога некогаш кога касно се враќам од свирка или некогаш, знаете, човек ќе си рече, ајде доста ми од се, стварно не можам ни да пеам, ни музика, меѓутоа утре ден кога ќе преспиам пак
Тука ми е музиката вакавта, така. Така, дали може би имало некоја непријатна случка со твоите обожаватели? Па не е мало непријатни случаи до сега. Мислам, не знам што би издвоил, стварно. Драго ми е што на сите свирки гледам дека луѓето се забавуваат потполно и во сите клубови каде што одам сегде е полно, сите газди на тие клубови се задоволни. И кога еднаш веќе одам, секогаш ме викаат и повтор па да гостувам во тој клуб, така да не само во Македонија, одам во Србија, во Босна и Херцеговина, скоро бев во Италија, па Швајцарија и така натаму. Така, ти го живееш својот сон, живееш за својата музика, го работиш тоа што го сакаш. Еве кога од оваа дистанца би се гледал за 5 или 10 години. Како го замислуваш твојот живот? Например, што е она што ти сакаш да го постигнеш за 5 или 10 години? Па за 5 или 10 години искрено се долг период во секој Сакам да- случај, но еве по неколку години. Кој е твојот сон на подолг план? Па мојот сон на подолг план е да секако јас, како и секој човек, може би некој не размислува како јас, меѓутоа јас мислам да се човек кога има фамилија, да направиш фамилија, тоа е нешто најбитно, така да јас за тие 5 или 10 години искрено се гледам со своја жена и со своји деца. Тоа ми е можеби најголем сон и тоа мислам дека е нешто најбитно во животот, така да. Така, би се Ако согласила тоа дека човек е го нема, навистина јас големо мислам богатство. дека музиката и другите работи нема никаква вредност и не сакам музиката да ја ставам во прв план. Значи во прв план ми се секако здравјето и фамилијата, така да сето другот можам да го наредам после тоа. Така, најголемо богатство пред се е тоа, но еве на музички Многу луѓе не мислат така, меѓутоа ете, јас мислам дека тоа е најбитно во животот. се согласувам потполно. Еве на музички план, како се гледаш ти себе си во иднина? Што е она што најмногу сакаш да го оствариш? По што најмногу мечтаеш ти? Дали може би размислуваш на кариера, бидејќи ете кариерата веќе ја имаш на Балканот со самото учество на звездите на Гранд стигна на вистина голема популарност. Дали може би размислуваш за некоја светска кариера за надвор од границите и на Балканскиот полуостров? Знаете како, се во животот е тешко, меѓутоа кога некоја работа се сака, јас мислам дека може да се оствари, па ете и таа светска кариера. Нешто посебно не ни сонувам за таа светска кариера, затоа што многу е тешко да се стигне до тој степен. Знаете како, ништо не е невозможно. Се е возможно кога имате план, идеја и работа и талент секако. И јас мислам дека се е возможно, за тоа беше доказ нашиот покоен Тоше Проески, како еден човек од толку мал град да достигне да почне да оди во водите и на светската музика, така да ете тоа што се случи многу е жалосно, така да Тоше да останеше жив, јас мислам дека ќе беше единствената можеби балканска светска звезда. Човек кој од Балканот да биде светска звезда. Така, го делам потполно Тоше сигурно. истото мислење со тебе. Кој е мотото кое што тебе те води низ животот? Па мотото во мојот живот е живи го секој ден како да е последен и веруе во Господ. Така, го живееш ти секој твој ден како да е последен? Па да. Па знаете како, јас сум опкружен со љубов, со луѓе кои ги сакам и така да животот треба да си го направите убав. А јас се трудам да си го направам животот убав и така да за сега ми е супер. И така треба и ти посакувам така да продолжи. Јас морам да кажам дека важи за еден од најзгодните пејачи на македонската музичка сцена. Ете, верувам дека е изголемен бројот на самите девојки кои што ти пишуваат или кои што сакаат да ти пристапат. Би сакала да откриеме интересен податок за понежниот пол. Дали е Ален заљубен и дали Ален има девојка? Пред се благодарам на комплиментот. Па знаете како, немам девојка, не сум заљубен, што не значи дека нема да се случи наскоро. Не се знае судбината што ви носи, така да најубаво е кога е нешто неочекувано. Па така и така мислам дека и љубовта кога ќе се случи неочекувано дека е најдобра. Така да не сум заљубен, слободен сум како птица. Бидејќи на почетокот кажа дека вежбаш во теретана, ете,
Тоа е нели една од работите за овој Почнав да твој вежбам. прекрасен Почеток сум. изглед. Така значи. Дали внимаваш на здравата храна? И што е она што најмногу го јадиш ти, во што најмногу живееш? Па последно време кога почнав да вежбам, искрено почнав некои строги диети да имам некои строги диети, а што можеби не е правилно. Меѓутоа кога веќе вежбаш треба да се држиш до некои диети, пример не можам сега од теретана и да идам сега направо да јадам пица, мислам, или скара. Едно од потешките прашања во мојата емисија, барем повеќето гости така го оценуваат, е прашањето како би се опишал самиот ти. Нели полесно е кога другите ќе дадат некој опис за тебе, но еве во неколку зборови, како би се опишал самиот ти? Кој на вистина е Ален Хазановиќ? Стварно е тешко. Па мислам дека сум дружелюбив, мислам дека сум искромен, и кај себе скромноста ја ставам на прво место и се трудам да бидам што поскромен. Верувате, кога човек некош кога ќе влезе во тие естрадни води, кога ќе добие барем мала популарноста е знаете како некогаш и тешка работа. И тешко се контролира, така да јас се трудам многу да ја контролирам. Не сакам кога некој ќе ме види да каже дека Ален е занесен, дека Ален глуми некоја ти удри популарноста во глава, како што знаат сите нели да речат. Јас скоро во секоја емисија и скоро во секој интервју викам дека човек не може ништо да биде осим човек, така да како и сите луѓе јас сум човек со своја професија. Некој е адвокат, некој е музичар, некој е рибар и така натаму. Јас сум музичар и музиката си носи таа нека популарност која сите ве знаат, ве застануваат на улица, се сликаат со вас, меѓутоа мислам дека човек може да си остане доседен на себе и на своето понашање и појава. Така, бидејќи се движиме кон крајот на емисијата од Блиску со, еве на самиот крај би сакала да те запрашам што е она што ти работиш во моментов, што можеме во блиска иднина да очекуваме од твоја страна? Па јас многу работам, аз не спремам сега нови песни, значи наскоро ќе треба да излезе уште една моја песна. Исто моја авторска песна, музика, текст и аранжман. Повторно се појавам како кантавтор, значи гледачите ќе нека очекуваат нешто ново и нешто добро. За колку време би можеле да очекуваме, дали ќе ни откриеш некој детал повеќе? Мислам дека ќе биде да... сигурно за месец или месец и пол, така нешто ќе биде. Песната ќе излезе, ќе се издаде за Гранд продукција, затоа што веќе имам договор 9 години со Гранд продукција и тие потполно се грижат за мене и за мојата кариера. Така, очекуваме се што е ново од твоја страна. Јас на самиот крај ќе ти посакам премногу успех, да продолжиш во ова што го работиш, бидејќи си одличен. И ми останува да ти се заблагодарам за времето што го одвои, што беше мој денешен гостин во емисијата од Блиску со. Секако ви благодарам и на вас. Голем поздрав до сите ваши гледачи и секогаш да ја гледате Мега телевизија, затоа што имаат најдобар тим. Така да секогаш сум тука за вас, што и да треба. Ви благодарам уште еднаш. Ти благодарам и тебе. Љубави, дали би веќе достигна? Никада. Да си моја судбина, ал била си само лаж која ме е проклела. Зашто си то радила? Никад нисам схватио, само ова душа зна како сам те волио. Продала си лепоту и младост, своју част и радост за ту лаж
sreću, shvatit ćeš ti jednog dana kako boli ova rana. Bićeš i ti uplakana kao što sam ja. Sam pjevao da bih bila sretna ti, da ispune se naši sni. Uzela si čovjeka koga nisi voljela, prodala si svoje sne za novac i bisere. Prodala si čast i radost za tu lažnu sreću. Shvatit ćeš ti jednog dana kako boli ova rana. Bićeš i ti uplakana kao što sam ja. Na starome mjestu još te čekam ja, nema te da dođeš jer si otišla. Pitaju me svi šta to s nama bi, zašto mene moja draga tako ostavi. Shvatit ćeš ti jednog dana kako boli ova rana. Bićeš i ti uplakana kao što sam ja. Kao što sam ja. Почитувани, тука е крајот на уште едно издание на емисијата Од блиску со. Со нов гостин се гледаме точно за 7 дена. Довидување.